Основното училиште Кочорацин од Прилеп организираше голем предвеликденски панаѓур со рачни изработки на улицата Борка Талески, крак од плоштадот Методи Андоновченто, на кој што учествуваа сите ученици од прво до 9-то одделение. Помалите ученици до 5-то одделение секој клас имаше извадено свој штанд, а додека повозрастните ученици од 6-то до 9-то одделение имаа заеднички штандови по активи. Прилепчани имаа можност да си купат огромен број на прекрасни креации и да ги украсат своите домови за големиот христијански празник Великден по доста ефтини цени. Собраните средства секој клас ќе ги употребува како сака. Денеска сме собрани поради што има панаѓур за Великден и ние сите шести одлучивме да направиме изработки за да продаваме и за да имаат луѓето украси. Подготвивме јајца, подготвивме разни украси. Имавме корпиња, венчиња, имаме зајачиња, имаме и родители, луѓе. Организиравме тезги за имаме екскурзија со собраните пари. Собрани сме од прво до 9 одделение и собраните пари ќе одиме во Кичево за да се прошетаме. Ние подготвивме како украси за Великден, секакви, како картонски зајачина, колачи, корпички и такви работи. Сето како украси за домо и правиме панаѓур во чест на празникот Великден. Ние работиме некои великденски изработки и ние ги собираме париве за четврт матурата. Овде има како плетени корпина за јајца, како букет, еве, овие вакви што се пиле, еве изработено ова е од памук и букети. Колку време ги изработувавте? Па 2 сата негде. Ова е прв пат да правите вако панаѓур или секоја година за Великден? За нас прв пат, за помалото Кочорацин тие секоја година прават. Интересно беше? Да. Ова е за прв пат основното училиште Кочорацин од Прилеп да прави ваков голем предвеликденски панаѓур. Досега ваков настан организирало само подрачното училиште Кочорацин, што е до 5-то одделение и се наоѓа во населбата Рит во овој град. Денес имаме панаѓур, ние овде продаваме и секакви има работи и од училиштето е организирано и овде секакви работи да луѓе ни купуваат се и се што. Друго... Што подготвивте вие? Ние подготвивме великденски работи, корпиња, гипсени фигури и се друго, колачи и се друго. Ние направивме панаѓур, великденски панаѓур. И рачни изработки. Со помош на другарчињата и на наставникот. Што подготвивте? Подготвивме зајачина, ламчиња, има обедки, великденски, други Јајца. Продадовте нешто од саба, или? Да, имаме собрано 1500 и нешто. И 40 денари. Наставниците велат дека вакви штандови се организираат за скоро сите поголеми празници и децата со нетрпение чекале истите да се случат. Сето ова што го гледаат денеска е креација од децава, значи изработки од децава и нивните ментори. По повод престојниот празник православен Великден. Парите кои што ќе ги соберат децава, буквално се од децата за децата. Значи, тие ќе се ги трошат по нивна желба. Така да му посакувам успех денеска, да соберат што повеќе пари, да се првин да бидат радосни, среќни и весели и ова се надевам дека ќе ни остане понатака во традиција. Еве се потрудивме да изработиме нешто што можеме се представиме пред нашите родители, пред минувачите и можеме и да слушните нашите ученици како успешно ги продаваме нашите изработки. Дали секоја година за празникот Великден подготвувате вакви рачни изработки? Приготвуваме не само за Великден и за Нова година, значи тоа е еден вид и учење и забава на нашите ученици, а воедно и со работка со родителите и со локалната заедница. Внучето ми е ова, учителката ни ова.
Значи немаме зборој, се испродадовме како што рачунаа децава така да прошета со парите. Ти му помагаш на твоето внуче? Му помагав, ева само си на трошка, така. И јас си купив нешто да му помогнем и готово, доволно е. Дали постојано организирате вакви? Постојано организираме вакви панаѓури, да. Ние сме од подрачното Кочорацин Нарид. Обично си ги организираме таму, ама годинава се приклучивме овде долу, во централното. Дали децата ги сакаат да одат овие панаѓури? Колку време се подготвуваат? Ги подготуваме подолго време, изработуваме со учениците, а многу ги сака панаѓурите. Организираме и новогодишен и великденски панаѓур традиционално. Од основното училиште Кочорацин се надеваат дека овој настан ќе прерасне во традиција и дека идната година за празникот Великден ќе организираат уште поголема манифестација.